Поврзување го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостува министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Министр Дурмиши привршува првата недела од акцијата за новогодишната кошничка. Има ли реално намалување на цените? Новогодишната кошница која стапи на сила на 15 декември, значи ќе трае еден месец до 15 јануари 2025 година. Од првите денови анализите што ги правиме на терен сме секој ден државен пазарен инспекторијат ги гледаме дали го почитуваат нивната мерка која сами ја нудеа производителите, дистрибутерите, трговците и се види дека се почитува и е применлива граѓаните. Овие првите денови ги гледаме дека се задоволни од ова мерка која беше иницијатива на трговците. Пријавуваат ли некакви нерегуларности, манипулации граѓаните? Иако дека ние сме ги известиле да пријавуваат ако случајно најдат некои во одредени маркети каде што не се почитува ова мерка, но до сега уште информациите што го имаме од државен пазарен инспекторијат дека уште нема пријаване на која непочитување на мерка. И јас и до крајот на до завршување на ова мерка не верувам дека ќе има злоупотреба или изигрување на цените поради тоа што самите трговците, производителите и дистрибутерите сами оние ги нудија. Значи ова е иницијатива од нив, од коморите која што ја поддржувавме ние како влада. Имате ли некаква пресметка колков ќе биде ефектот? Колку ќе заштеди еден граѓанин од оваа новогодишна кошничка? Според податоците што ги имавме од есенската кошница, каде што таму ја ги замрзувавме цените на 10% на трговија на мало и на големо, значи таму беа опатени околу 73 одредени групи на производи. Од таа мерка ги даде своите резултати, каде што цените беа намалени за еден месец околу 1000 и заштетата би заштетата за едно четворочленство семејство би доаѓала околу 1300 денари. Тоа го покажува и синдикатите со својата синдикална кошница, каде што само во тој временски период кога беше во сила таа мерка, трошоците за храна и пијалоци кај семејствата беа намалени за 965 денари. Значи, ако го земеме предвид таа мерка, која што имаше 73 групи на производи, која ги дадеше своите резултати, нормално дека оваа мерка која поминува над 1000 производи, 1068 производи дека ние зборуваме, од 95 компании дадени, нормално дека ќе има големи резултати. Вие лично поддржувате вакви мерки? Например, кога беше есенската кошничка, министерката за финансии не се согласуваше со таа мерка. Секој може да има свој став. Нормално е тоа, но според податоците што ние ги земавме од Државен завод за статистика и синдикалната кошница, точно се покажува дека цените беа намалени, особено во насока на храна и пијалоци, каде што ги опфаќа потрошувачката кошница, така да ние согласно податоците што ги земавме, видовме дека таа ги дадеше своите ефекти. Сега имаме друг вид на мерка, каде што сами ја предложат, сами ја нудат трговците, производителите и дистрибутерите. И знаете дека во 5 декември кога беше најавена оваа мерка, ние сме оствариле до тој период, сме оствариле околу повеќе од 10 состаноци и ги опфаќавме 675 производи од 58 трговци. Сега додека зборуваме, значи уште повеќе се надополнуваше таа бројка, стигна до 1068 производи од 95 производители и кошницата е отворена до крајот на до 15 јануари додека ќе завршува, значи интересот е голем од трговците. И уште повеќе сакаат да бидат вклучени во оваа мерка.
Кога се во прашање цените на производите, пред околу 3 месеци стапи во сила законот за нефер трговски практики. Дадовте некој преоден рок од околу 3 месеци, мислам, за трговците да се прилагодат. Кога ќе почне да се применува овој закон? Значи, законот за нефер трговски практики стапи на сила од 28 септември и веќе е во сила тој закон, но поради тоа што е нов закон и нормално дека трговците има своји тешкоти дека ќе прилагодуваат цените, дадевме преоден рок, но не преоден рок само да не се пишува казни, тука да се пишува опомени. Комисијата за заштита на конкуренцијата веќе е формирана, таа е на терен, ги разгледува и нормално дека ги советува тие трговци кои уште не ги усогласуваат фактурите со производителите. После нова година, нормално дека сите тие што не ја почитуваат законот за нефер трговски практики, нормално дека ќе се пишуваат казни. Според овој закон, работата и другите дополнителни трошоци треба да се ограничуваат на 10%. Порано беше до 20 и до 35%, каде што индиректно влијаеше врз покачување или зголемување на цените на малопродажните производи. Сега додека стапи на сила овој закон, кога ќе се прилагодуваат фактурите меѓу производителите и трговците, кога ќе се ограничи 10% рабат и дополнителните трошоци, ќе влијае на намалување на цените на малопродажните производи. Имаат капацитет, поради тоа што оние ќе ги разгледат само фактурите, само дали се почитува маржата, само дали се почитува работат, и дополнителните трошоци, ќе направат, значи, преглед на фактурите. Ке има ли во иднина потреба од вакви мерки како потрошувачката кошничка на есен што беше и сега новогодишната кога ќе се применува законот за нефер трговски практики? Овие акции се акции каде што во временскиот период кога се празниците, ние како влада заедно со бизнис комората им излеземе на пресрет на нашите граѓани за подобрување на животниот стандард и намалување на цените. Нормално дека ќе има и понатаму, како што е рамазанската кошница, велигденската кошница и така натаму. Ресорот труд сега е под ваша надлежност. Изминатиот период и Фискалниот совет и Светска банка препорачаат зголемување на старосната граница за пензионирање. Кој е вашиот личен став? Треба ли да се зголеми старосната граница? Согласно реорганизацијата на институциите, надлежноста на трудот доаѓа кај Министерството за економија и труд, но надлежностите за пензиите се кај Министерството за социјална политика, демографија и младини. Јас на прашањето како член на владата би го повторил ставот на премиерот дека не е предвидено зголемување на старосната граница за пензионирање, но да ве известам дека доколку што знам се прават анализи за реформа на пензискиот систем. На кој начин би се полнил тогаш пензискиот фонд? Доколку како влада останете на став дека не треба да се повеќе работни места, повеќе инвестиции, каде што треба младите да ги вработиме, да имаме повеќе работна сила. Нормално дека од таму се плаќаат придонесите за фонд за пензиско, за здравство и така натака, и од таму се собираат парите да се плаќаат пензиите. Знаете дека одма кога дојдевме на власт ги покачивме, го зголемувавме пензиите за 2500 денари и се очекува и во наредната година во некаде во март или април да се покачи, зголемува уште 2500 денари пензиите на нашите граѓани. Синдикатите изминатиот период постојано инсистираат на тоа дека потребно е минималната плата да се зголеми на 450 евра. Можно ли е такво нешто? Многу пати сум го кажал, пак ќе го кажам дека Економски и социјален совет е трипартитно тело каде што се формира од работодавачите, синдикатите и владата. Синдикатите бара да се зголеми минималната плата, но од другата страна имаме и работодавачите кои се против зголемување на секоја
вредност на минималната плата додека не се зголеми продуктивноста. Ние како влада сме ги оставиле, сме отвориле како тема во рамки на економски социјален совет и сме ги оставиле оние да се усогласат. Како што се усогласени за законот и правилата како се зголеми минималната плата во март, секоја година, така да пак ќе ги оставиме да се усогласат оние. Секоја одлука која ќе ја земат работодавачите и синдикатите, ние ќе стоиме на расположение и ќе ги поддржиме. Треба да се видат сите засегнати страни, треба да се видат и работодавачите, на крај краиштата пак оние се тие кои ги отварат работните места. Оние имаат барање да се зголеми прво продуктивноста, па после да се зголеми минималната плата. Во буџетот на 2025 година, во предлог буџетот за 2025 година има предвидено средство да се зголеми минималната плата. И во крајот на месец февруари, кога ќе ги земеме крајните податоци од Државен завод за статистика, ќе ги правиме анализите и ќе видиме колку ќе доаѓа таа зголемување на минималната плата. Според податоците што ги имаме до сега, до 11 месец, минималната плата ќе биде околу 24.000 денари, 24.400 денари. Дали во економско-социјалниот совет разговарате за ревизија на законското решение недела неработен ден? Ке има ли ревизија воопшто? И тука, значи, имаме спротивставни страни. Работодавачите барат за да се укине недела на работен ден, но на другата страна ги имаме синдикатите кои барат да остануваат така како што е. Одредени действија на работите, на производителите и одредени действија на занаетчите и така натака барат од коморите, барат за одредени действија ние да ги ослободиме за на недела да биде неработен ден, така да оваа тема се отвара на рамки на економски социјален совет. Секој месец ќе одржиме по една седница и ќе ги видиме кои действија треба да ги ослободиме за да можат да ги вршат своите задачи и да имат повеќе производи. На вас како министер и воопшто како влада, во која насока се размислувањата? Треба ли да има ревизија? Одредени действија во насока на работата треба да се ослободат за да може и во недела да работат, но не да се укине целосно недела неработен ден. Да останува така како што е, но одредени действија да ги ослободиме да може да работат. Да направиме некои замени. Измени. Почнаа ли компаниите да аплицираат за парите од унгарскиот кредит? Има голем интерес од компаниите. Таа процедура ќе се води во Министерство за финансии, колку што знам, усогласена е, договорена е со банките, значи предвидено е компаниите да аплицираат да земат кредит до 10 милиони евра ако ги исполнат условите. Каматна стапка од 1,95%, каде што ќе има 3 години грейс период и за 15 години треба да ги вратат, да го платат кредитот. Ова ќе им со овој чекор ние ќе направиме еден голем напредок каде што ќе влијае врз зголемување на економијата, зголемување на Има ли веќе компании што аплицирале? Да, значи, постапката после нова година мислам дека ќе почне да биде објавено како мерка и да почнат да аплицираат компаниите. Дали врз македонската економија се одрази кризата во автомобилската индустрија во Европа? Ние го имаме најголемиот трговски партнер, тоа е Германија. Таму се очекуваат, значи, потешкоти, каде што ќе се соочуваат со криза во нивната економија. Нормално дека таа ќе влијае врз нашата земја, ние најголемиот трговски партнер, ќе влијае, ќе рефлектира во нашата земја, но затоа ние овие 6 месеци сме работиле посветено и еве за овие 6 месеци сме склучиле договор со 8 надворешни инвестиции, каде што бројката на инвестиции на средства ќе стигне околу 700 милиони евра и ќе вработат потенцијално околу 2008 граѓани. Затоа мислиме дека со овој вид, со овој работа што го правиме посветено, ќе го надминеме
како криза која може да влијае врз нашата земја. Министре, во фокусот изминативе денови е отворената истрага за случувањата во државна лотарија, каде еден од опфатените е поранешниот прв вице-премиер Артан Груби. Како очекувате да заврши оваа постапка? Не е само случајот на Артан Груби. Имате го во предвид. Груби беше втор човек после Али Амети во ДУИ. Човекот кој што направи сите работи кои ги направи со аминот на Али Амети. Поради групи во ДУИ има поделеност, нели? И затоа ова црна листа представува голема состојба на корупција на партијата на Амети. Верувам дека ова листа нема да се најде само групи, туку и други функционери кои беа на ДУИ, каде што се вмешани во корупција, криминал и така натака. Сега во ДУИ влаe моментот на паниката, бидејќи сите се со страв го чекаат кои ќе бидат кои ќе бидат на Очекувате ли дека ќе се врати Груби? Треба да се врати пред органите на програм и пред судиите да каже тоа што треба да го каже. Министре Дурмиши, ви благодарам за разговорот. Фала. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.